Локалната самоуправа на Кочани сака да ослушне мислењето на граѓаните во врска со планираната изградба и асфалтирање на повеќе улици во градот и на селбата Оризари. Заради тоа ќе организира јавна расправа на која се поканети сите заинтересирани граѓани кои со сопствени предлози, забелешки и мислења ќе помогнат да се надминат евентуални проблеми или да се најдат соодветни решенија за поефикасна реализација на проектите. Расправата е закажана за вторник, 26 август, со почеток од 10 часот во салата за венчавање. Пред присутните ќе биде представен планот за асфалтирање на 12 улици во Кочани и 2 во Оризари, од кои дел се кракови на веќе постојни сообраќајници. Се работи за улици во различни делови од градот, на чие асфалтирање се чека над 2 децении. Според најавите од општинската администрација, во градот се планира асфалтирањето на улиците Димитар Лазаров, 13-та македонска бригада, Ѓорче Петров, 15-ти македонски корпус, Пиринска, Февруарски поход, Лев и десен крак од Орце Николов, јужниот крак од Карпошово востание, крак од Искра и целата улица што го носи привремениот назив 554 во местноста Прокарка. Во населбата Оризари пак, според програмата, влезени се улиците Јанка Стоименова и крак од Асном. Организирањето на јавната расправа доаѓа по повеќе од една година од почетните најави на општинарите дека овие сообраќајници конечно ќе бидат завршени. За асфалтирање на улиците што ќе влезат во програмата за наредната година ќе се користат средства во висина од 1,1 милион евра, како кредит добиен од Светска банка, чија намена е токму за оваа цел. Според одговорните во општината се работи за поволно позаемување за кое каматата е 1%, а рокот за враќање е 15, односно 20 години.